ipak, Cvete, не се сите мажи исти. Има некои најмтори како овие четворицава со кои си живеа. Бракот со нив навистина ти бил пекло. Мажот треба да ја разбира жената. Треба да ја види пријател, да само љубовник. Не сакам да се преценувам себе си, но ми се чини дека јас сум еден од оние со кои ретките, со кои секоја жена би се почувствувала среќа. А мислам дека и ти, Цвете, и ти би била среќна. А јас би те чувал како капка вода. Колку си добар. Но се плашам, Теодоре. Денес не е убаво, а утре? Утре можеш да се промениш. Јас да се променам? Значи ти не ни веруваш мене. Ти верувам. А значи? Зар би била овде со тебе во оваа дивина? А значи, Цвето? Па, Теодоре... Што е ова? Ма не плаши се, Цвето, сигурно се ловци. Ма какви ловци? Зар ловци пукаат со митролес? Не, брат, сега не. Терористи! Ако се некакви терористи, то се ловократци. Какви ловократци? Цвето, па не плаши се. Што знам јас? Или се шумари што го брка глава. Па не плаши се, тука сум јас човек. Не! Многу ми е важно тоа. Што си тука? Еј, наведи главата. Ако ме погоди некој кур... Без паника. Мајко! Вози! Не! Еле, Цвето! Цвето, што бараш во оваа пустелија? Кога ќе ти дојде паметот? А вози! Стори нешто! Да бегаме! Да бегаме! Бегај! Бегај, мамо! Мајко! Тошке, кај ќе бегаш, бе, Тошке, кај ќе бегаш? Од ѓокот пиротехничарот не можеш да избегаш! Ой, не отрави ми се како Мајко! Тоа е магла, бе, ма. Па каква магла на ова копија? Мајко! Па каде ви е овдека? Ѓоко! Мајко! Па јас сам и кој? Јас! Што е? Не, госпоѓо Цветанка! Ама ви се молам, па немојте, ова е само една пробана филмска пиротехника. Се подготвам за една комплицирана сцена, ви се молам. Ме чека тешка сцена, станете не плашете се, госпоѓо Цветанка. Ништо нема. Дојдете со мене в кола. Тошке, отвори врата. Ајде, готово. Ајде. Ништо, не плашете се, ќе помине. Ајде, овде. А сега, ајде. Оп. Така, ништо нема, не плашете се. Ѓоко, абе, кој ми остана дефект? Ти сигурно знаеш тој, а? Слушај ме, добро, не знам, ама ќе видам што и фали, ајде. Па тебе ако не ти помогнам, кого, мајка му се, ајде не плаши се, влегувај, ќе свршиме, не тука, одзади. Ајде. Ѓоко, вие сте наш. Ваш сум, госпоѓо Цветанка, ваш сум. Спасителу мој. Тесно ми го скрои,
Елечето, мамо, чамаданчето. Давай го скроите. Другарчиня, що правите вие овде? Уживаме. И му помагам на Дьоко. И ти ли му помагаш на Дьоко? Не, аз му помагам на Ацо. Сега се ми е ясно. Не би рекол. Ни јас. Сега тоа не е важно. Важно е дека се добро се заврши. А да знаете дека многу ми исплашите. Ајде. Да. Слушайте, ќе треба да се бутка. Ти ми помогнете ли сега и мене, а? Ајде се Па кога не сме Ајде, ни помогнали? Ајде, Војчо. Ајде. Дај. Ајде да се побрзам. Чекайте јас да Чекај. Стаја у втора. Еве ќе буткаме, ајде. Ајде, туркай! Тук се малку. Добар ден. Здраво. Што е, бре? Што ме гледаш како да сум те отепал некој? Не ти чини тоа точно. Што не чини, бре? Што не чини? Некој, Што не чини? да ми го кажеше ова некој друг ќе го натепав. Ви се молам исправите. Ја? Што ти е тебе? Другар, почитувај униформата. Јас за тебе сум баже без униформа, а со униформа сум другар милиционер. Повели другар милиционер. Тебе, бажеве, се знаеме 100 години, мајко. Тишина, вие тргнете се. Сега баже. Тргнете се леков. Одби! Добро. Одби! Спокој си, бе, успокој. Тоа ќе биде потребно ќе повикам за сведоци. Какви сведоци, бе? Први сведоци. Јас сум сведок дека ништо не направил, никаков прекршок. Дуарке, ќе видиме дали сте вие сведок. Може би сте соучесник. Соучесник во што соучесник? Во кражба на кола, Дуарке. Баш! Како баше? Другар милиционер. Зар јас брзо крадам кола? Види. Другар, имам пријава дека колата ви е украде. Мислам, колата вие сте украле. Истина, бре, колата ми е позајми трпе, бре, не сум ја украл, го прашам човекот, бре. Еме не е убаво од пријател да се украде кола. И тоа од оној во чија меана седиш цел живот. Не сум ја украл колата. Не се колом дека не сум ја украл. Тишина! Законот си е закон. А вие сте фатени на дело. Не, јас за тоа ништо не знам. Не, господи, Успокој се, Цвечанке. весници да ме... Другарке, ако треба и ќе ве сликаат за вестник, ќе пишуват Не. сама с вестниците. Добро, чекај, дај ме нешто. Теодоре, кажи. Да сториме нешто, барем да не ја мешаме Го Цветанка во ова, па Го си. гледаш, немам никакво влијание. Го Слушај. гледаш. Да пробам јас, а? И то, добро, никогаш нема ти го заборав. Да не влечкаме Цветанка по милиција. Си ти мајка. Добро. Ајде, смири се, успокој се. Баше, слушай бе, ти барем ме знаеш што човек сум, нели? Тебе те знам. За тебе ако треба и раката ја давам. Добро, не толку. Јас ти гарантирам дека господја Цветанка нема никаква врска со него. Верувај. Гарантираш? Гарантирам ти реков. Немам ништо. Добро, другарке, Да. ви се молам, преминете вие во мојата кола. Не, се плашам од милиција. Добро, тоаш преминете во неговиот джип. Така може. А ти Тошо вози полека и внимавај. Отидов. Да не бегаш, да не правиш некаква глупост. Повели. Знаеш дека сум рели возач. Разбирам, другар милиционер. Трпе. Ова никогаш нема да ти го заборавам. Трпе. Значи не те чека никаква тешка сцена, а? Ме чека, Цветанка, ме чека. Ова е
тешката сцена. Морам да ти кажам дека, знаеш, штом те видов некако, како да ми пукна бомба овде во срцево. Мислев дека ме ударил инфаркт. Кога гледам, тоа било љубов. Ете, љубовта ме натера да бидам ваков, да го направам ова. Не зборувајте, молам, ги пукнам од смење. Ѓоко, ти си најлудиот маж што некогаш си го запомнил. Ај, госпоđo Цветанка, ќе видиш. А што ќе правиме со Тошо? Што го... Тој е прекрасен човек. Сигурно е многу осамен. Уме да биде прекрасен пријател, добар пријател. Пушти ми го ти мене, јас ќе го средам. Има многу добар план. Фин план. Не плаши се. Сега ќе слушнеш нешто убаво. Ова шише текила. Не плаши се. Погледај, ова шише текила го чувам за ваков момент. Погледај. Нека се Кај си? Го испративме трајчета да те викне. Кога ќе биде? Утре ќе урива. Твоите листја гора, сестро, пак ќе ти се врата. Твоите листја гора, сестро, пак ќе ти се врата. Тишина! Тишина, екипа! Тишина! Ајде, молам, малку концентрација после дена снимање. Сите на свој место, молам. Ајде, кажу го кара човекот, молам. И да знаеш, Трпе, повеќе в кафејана не ти влегувам. Мене вака да ми спуштиш. Ама точно. Како да те уверам дека работеле по стара пријава. Миналата година ми украдова колата. Јас ли сум виновен што пријавата не ја уништиле? Во милиција ме одведоа, Трпе, во затвор ме држе, се додека ти не вајде. Ама на баже тоа масло негово е милиционерот. Баже, ке му го помнам јас тоа на баже. Само да ми се појави од некаде. Слушај, диалогот со Света беше многу добар. Така, мирно, разбираш, мирно треба, без грч, лежерно, мислиш што зборуваш, ништо друго. Знаеш, емоцијата не треба да се покажува со некакви гестови, мимики, знаеш. Ти мислиш што зборуваш, а окото ја регистрира емоцијата. Оти објективот на камерата е проклета работа. Се гледа, повеќе гледа од човечкото око. Разбираш? Затоа мирно. И не можеш сега одеднаш да покажуваш дека сите се непријатели околу тебе. Знаеш, него одеднаш ти пукнува пред очите. Како да ти објаснам, ти пукнува дека многу си грешал. Разбираш? Многу си грешал. Добро. Чекај, зашто не си испотен? Ти мораш да бидеш испотен во ова сцена. Шминка! Зашто точно не е испотен? 100 пати ни треба да повторуваме на сцена. Срам да ви е! Извини, Патош. Молим те, извини. Слушај, за ова сцена сега. Многу е битна за тебе, знаеш, тоа е твоја сцена. Разбираш, тоа е твоја сцена и тука мора да сватиш ти дека не можеш без неа.
Знаеш, ама не сакаш тоа да ја го признаеш. Едноставно не сакаш да ја го признаеш од некоја машка тврдоглавост или понос или некаков. Не сакаш да ја го кажеш. Распнат си, значи, меѓу неја и себе. Знаеш, тука е борбата на ликот. Тука. Баш сум среќна што ќе снимам уште една сценичка. Минатиот пат ми беше многу криво што завршивме толку брзо. До прва ќе имаме работа, господи Ленка. Трпе, дај шприцер. Ѓоко ми соопшти за вечерва дека треба да снимам. А не, немате повеќе снимај. Не знам зашто да ви рекова. Ѓоко, режисерот ми вели дека вечерва немам сцена за снимање. На вистина? Ау, леле, нешто сум изветреан. Знаете, продуцентот ме замоли да донесам еден куп глумци. Но простете што ве излеков од дома без потреба. Па ништо, дома ќе ми беше многу досадно. Ќе гледам како снима. Има и што да гледате. Вечерва снима Тошо. Гледам. Тој женкар. Замислите што ми направи минатиот пат. Ме поведе на забава и кога стигнавме таму ме остави сам. Тошо? Не замерувајте. Не му замерам. Цел живот бил тако, зар поради мене треба да се измени. Сакате да ви кажам нешто во 4 очи? Ама да се правите дека ништо не знаете. Ти се обиди. Тоа му е стар трик. Кога ќе му се допадне некоја, се прави дека не го интересира многу. А всушност умира да биде со неа. Еве, во случајов, тој мисли на вас. Вие се шегува? Не, тој воопшто нема смисол за шеги. Еве, можам да се заколнам во живот. Ѓако, дозволете да ве честам. А не, сега не, имам работа. Друг пат, има време, ќе се напиеме. Добро, работата пред се. Момче, една лоза. Фала ви за тоа, момче. Трпе! Да не трошиш од реквизитата, а? Не, лична резерва. Тогаш, дај ми мене една одлична резерва. Полет. Госпожа Ленка, немојте да мислите дека сум некој што сака се да контролира и сите да ги проверува. Не, ама едва најдов пари за овој филм. А сакам да го снимиме. Ева, ќе биде мој последен филм. И за минатиот така рече. Тоа е друго. Филм за нашата генерација. Нема некоја тешка обштествена тема ни порака, само љубов. А за љубов никој ништо не сака да даде. Особено не за љубов во трето доба. За филмот. За филм. Мола, продолжуваме со снимање, сите на свој места, ве молам. И немојте да се оддалечувате од објектот, ако некој луди, ве молам. Дека се јави кај организаторот, ве молам, спремни, ве молам. Полека. Камера може? Може. Акција! Стоп, овде не може да се снима. Зошто стоп? Што прекинеш? Што е? Морам да прекинам, не може да се снима. Што е? Како зошто? Зар не слушате, бе, луѓе? Што слушаме? Што да слушаме? Жаби! Кај си видело љубовна сцена со крекање жаби? Како не ти е срам да прекинуваш снимање? Тој има везе! Крекањето на жаби! Со љубовта! Кај си видел заљубени да ми смета крекање на жаби? Човече, ти снимаш филм за жаби или за луѓе? Слушај, ако си донесе, значи со ваков тон да разговараш со мене, разбра? Штом сум го одбрал ова место, значи сум мислил на жабите. И да немаше жаби, ќе барам да се донесат! Не ти е срам! А што? Цената е сентиментална, влечи на солзи. Сакаш шела и виолини да плачат? Контра сакам, бре! Контра на цената сакам! И зато жаби ми требаат! Кога барам жаби, ќе има жаби и има поезија, лирика, тоа ми треба. Разбра? Што ќе разговарја? Ово е будала. Ама не се не вие, ма како да не сте, ова е последен филм што снимаш старино. Нон стоп ми го расипува тоа. Како да не сте, како да не сте? Режисерот има право. Зошто право? А што мислиш ако рече? Не сакам да снимам, додека не ги смирите жабите. Јас го верам тоа, јас не сакам да Ти снимам. не си режисер. Јас одговарам за тоа. Јас не знам. Не снимам. Ово е будала, комплетна будала.
Dođi vam. Slobodan si. Što me gledaš? Ajde, odi. Odi dodeka ne sme se premislile. Šta je Vlada? Javeno mi je Bože deka na reonot imame tepačka. Sega! Odi me vednaš. Ajde. Neko mi je izvadilo od zatvora. Ne znaš koji? Nemam poim. Ja si ja gledam работата. Никогаш не пела како вечера. Никогаш не си е ни сакал како вечерва. Kako će završim ja si ti? Kako si te budali na ovaj svet. Da! Bravo, momci! Bravo, така лежано! Това е последна клапа! Край! Браво, честитам! Браво, момци! Браво, амерички глумци! Така природно! Ајде, на шант! На шант! Пијачка за сите! На шант! Пијачка! Пијачка за сите! Трпе! Готово! Последна клапа! Браво, трпе! Ајде! Дај шпицер. Тешко браво. Да ти кажам, браво, ова ти е животна улога. Фала, Ѓоко, фала. Честитате. Фала, трпе, фала, трпе. Кај ти е Цветанка?
Нали трябваше да я довезеш? Да, бе, за малко ти забравя. Слушай, еве ти го прати ова писменце. Какво писменце? Не знам. Што го мириса. Ајде, јас морам да... Трпе. Прочитай ми го. Ги немам очилата. Комедија е Филикса! Драг пријателе, со нашите судбини управува небото. Знам дека ќе ме разбереш. Мене небото ми го прати Ѓоко. Секогаш ќе се сеќавам на нашите пријателски доживувања. Твоја Цвета. Ѓоко. Монтажата ќе биде бомба! Браво! Ти честитам, Тошо, браво! Ти честитам. Слушај, тебе како да ти е жал што завршив, а? Мој Спенсер Траси и најсвекниот крај има некоја мана тага во себе. Ајде да се начукаме и се ќе биде окей, слушај мене. Продуценте, брзам за богатите, молам да ми најдеш кола. Најди го Ѓоко, вечерва тој развезува. Ѓоко избега. Тогаш најди некој друг. А кој друг? Сите таму се веселат. Може би јас би можела да те превезам. Ленка, па зар ти цело време беше овде? Погрешка. Ѓоко мислел дека имам некоја сцена за снимање. Измешно. Тој Ѓоко ужасно знае да ги забрка работите. Веќе му простив. И така не ми се седеше дома сам. Ми беше многу пријатно кога те гледав како снимаш. То не ни се придружите? Екипа да се забавува, ајде. Ајде. Ќе дојдеме. Ова мелодија ме подсетува на нашата прва средба. Зар да играме за споменот на тој момент? Не. Ќе играме за да им покажеме како се игра. Ама треба да одиме, ке задоцнеш. Веќе сум задоцнал и ти не мисли на тоа. Само уживај во играта. Не сум сама. Задоволна сум од животот. Имам се што ми треба, а мене не ми треба многу за да ми биде убаво. Синот и ќерката ме посетуваат повремено заедно со внучињата. Имам прекрасни дечиња. Само тие живеат во друг град. Треба да се оди во бања, не ми се оди, ми треба друштво. Сама во бања не ми се оди. А сигурно, каков одмор би било тоа без друштво? А јас размислувам, еве ќе завршим и со снимањето, а не знам што да правам. Каде да одам, а ми се сака да мрднам некаде. Па размислувам да појдам во некоја бања. Патиш од Реума? Пата. Ужасно многу пата. Па би можеле да појдеме некаде заедно, во некоја бања. Ти се шегуваш. Не. Никогаш во животот не сум бил толку сериозен. Камера! Брзо, светло! Снимаме без тон. Полека. Тошо, зборувајте нешто. Било што, отварајте уста. Снимаме без тон. Полека. Марушка, играјте. Полека, еве, тоа ми фали во филмот. Каде е сценаристот? А? Никогаш нема да напишеш, слушаш? Тоа е живот. Тоа ми фали, живот ми фали. Дошо куќе старо, не запирај, оди таму. Оди, полека. Така, полека. Живот ми фали. Дошо напред. Така, напред. Полека. Кон водата.
беше жив Сем Пекимпо, ќе ми беше кум. Приятно. Се това сам ќе го изидеш? Да, ако ме остава. Но сепак ќе треба да го делам со другите. Чао, сине, Чао, дедо. Чао. Ние пак кај тебе. Го криеме Лале. Татко му го избрка од домот и си офарбал косата. До утре, мислам... До утре нешто ќе се измени? Утре доаѓа баба ми од селото. Татко ми има да биде мирен како бајче. Се плаши да не го исклучи од наследството. Секогаш кога ми прави проблеми и праќам телеграма на баба ми, готово. Значи ништо без нас, стариве. Ајде да поедуваме. Не, благодарам. Може само едно капенце. Може? Ајде. Здраво! Седнете. Не стеснувайте се, Седнете. Лад би бил сонат. Сигурно. Ей, дечки, се скинеш од смеј. Ајде кажи, не тупи. Па, читав таму во вецето. Не ми се верува, пишува, некој тип се залюбил на 71 година. Дај да видам, има слика. Чекај, па што има тука чудно. Што има чудно, камо да видам? Вечен љубовник. Ми го објавиле. Па зари старите се заљубуваат, А јас мислев дека баба ми само пити знае да меси. Никогаш не се престанува со сакањето. И кога ќе останат луѓето, љубовта не бега. Само што старите сакат малку подлабоко. Зар ние сакаме поплитко? Сакам да речем дека и старите сакаат силно, како и младите, само што малку на друг начин. Ние старите сакаме малку по-продуховено, по-чудно, по-необично. Например, имав еден пријател, во театрот работеше како сликар. Крупен еден, го викавме Мечка. Тој под стари години се занесе по една куварка. Ја викаме Срна. Таа работеше во кафеаната, кај што секоја вечер се собираме. И штом ќе влезеше Мечката, Срната веднаш се преобразуваше. Ќе влезе тој, гледа во Срната, Срната гледа во Мечката. Ќе седне Мечката, ќе си порача ракија и само во неј се гледа. Таа работи. Тој отпорвен ќе почне да и дели комплименти, те ова браво, те она браво. И како што оди времето, ќе почне да ја кара. Да прави забелешки, па какви се овие кебапчиња, па какви ова скара, па какви се овие салати, па тука нема зејтин. И така до фајрон ќе се испокараат како први непријатели. Тоа секоја вечер ќе дојдеа страстно заљубени, а ќе се разделеа како смртни непријатели. И еден ден Срната умре. И сега Мечката, како и секогаш, ќе си дојде во кафеанчето, ќе си седне на масата, ќе си порача ракија, ама со саатија лиже. Не пие, не му се пие, нема Срната, нема со кого да се закачка. А ние вака одстрана ќе му потфрлевме. Мечка, кај ти е Срната? А тој ништо. Само гледа во ракијата, молчи и страда. По еден месец и тој си умре. Ете така сакаме ние старите.
Па сега, јас деца пала ви на капенчето. Ништо. Кида малку да отспием една партија. Уморен сум. Имаме ноќно снимање. Многу сум уморен. А вие... Певе се ние ке. Не, вие не безпокојте се за мене. Спијам јас, кој ќе легнам, топ не може да ме разбуди. Ај, чао! Чао! Дедо ти е страшен тип. Типче. А баба ми каква типка беше. Вечен љубовник. Сето тоа јас ги имам напишано. Да? Совети. Тошо. Да! Ти донесов лимонада да се освежиш. Благодарам, сине. Благодарам. Ајде сега признај. Што? Ти си тој вечен љубовник, а? Не. Само те молам, немој да ја кажеш на мајка ти, зашто ќе помисли дека сум изматувал. Нема проблем. Спи си мирно. Мирно? Последниве денови сонувам се еден исти сон. Во театар сум, се припремам за представа, треба да излезам на сцената, испициентот ме вика, поаѓам кон сцената, завесата се крева, излегувам на сцената и сонот се кине. Изгледа ќе смртта близо, Не умираш ти лесно. И тоа ќе дојде. Или сонувам нешто друго. Стојам на сцената со послужавникот. Стојам и никако да ми текне текстот што треба да го кажам. И одедеш, гледам баба ти таму, во третиот ред, разбираш, ми шепне нешто, мрда со устата, мрда. Ма никако да ја видам. Таа мене ме гледа, јас и се разбудувам сиот исподен. Па како нема да сонуваш лоши соништа кога легнуваш пред зори? Ајде. Ајде сега. Вечен љубовник. Ајде, чао, деда. Чао. Атакаде. Стигнавме, друштво! Добре. Ајде сега. Оќе, резервациите? Се е средено, немај гајле. Еве, тука ти се резервациите за возот и резервациите за хотелот во бањата. А јас се спремим сендвичи. Далеко е бањата. Немај гајле. Терај. Ајде, Ѓоко. Локалниот пат 29 Милијата Помарова постојање апсолутно контекст преврна веднаш. Патничките континенти слушаат пред 31 одиш пристигна до 4 колосек. Патничките континенти слушаат пред 31 одиш пристигна до 4 колосек. Убаво друштво ќе биде. Овде ка... друштво Ајде сега, со здраве! Здраве, па се убаво! Ајде, го ќе тргнео, Па така, ајде, пријател, добар, пишеме, ќе ги пратиме. Ајде, сега идеме на ајде сега да им наздравиме на младенците. И нив најпосле дочекав и живенчав. Знаете, нема ни птица, ни животинче, а камоли човек на овој свет, да нема да си го најде својот животен друга. Кум и на татко му, и на дедо му, а еве дочекав и нему да му видам. Бога ми, ако побрзаат со детенцето, и него ќе го дарувам.
Ajde na zdravlje. Koga vrbrdi ostana na loni. Javite ko će se vraćati. Ajde, u tej stine ti majka skleli. Negu, duvaj sine pomole. Ajde, u tej stine ti majka skleli. Duvaj sine pomole. Ќе ми извините сега, не можам со вас. Морам дома, Цвета ме чека. Ajde, ама те стегнала. Нема бърдање, а? Не го закачај човекот. Му падна секирата во мед. Туку што му почна медениот месец. Не, добро. Добро, ќе се видиме друг пат. Ајде, пријатно. Однадор, бе, однадор. Однадор. Знаеш, ајде. Уште не го научи. Еј, нема дно. Ајде. Ајде се здраве. Ајде. Ајде. Абре, то што отидеме годишен одмор. Ѓоко се ожени. Што правиме јас и ти? Чодиме на река, ќе ловиме риби. Така е, чодиме. Ќе се движиме, ќе шетаме. Ајде. Што правиш? Што правиш? Ги барам гулабите, за да ги нахранам. Ама ги нема нешто. Ги нема. Сам си? И па... Сам сум какут. Здодевно ти, а? Да, здодевно. Господ неće да ме земе. Еве уште еден кој мисли дека Господ го заборавил. Ајде, слушај. Ајде со нас. Ќе најдеме гулабини. Ајде. Ајде со нас. Ќе најдеме. Може би и некоја гулабица. Ќе најдеме.